Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Анета Коропкина, меѓународен тренер за трансформација, Новица Трајковски, ликовен уметник и кошаркарскиот тренер Ивица Јаковлевски. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад после вестите, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во овој дел каде што со колешката Цеца денеска ќе бидеме заедно, се ги пречекавме нашите гости и ќе имаме одличен разговор. Ги видовте гостите нели во претходниот форшпан, па ете да ви ги представиме вака и во живо луѓе кои што одамна не ни биле, како на пример Ивица Јаковлевски, кој што ние го представивме како кошаркарски тренер, а треба да биде skill development тренер и сакам Ивица да ни објасни разликата. Прво Ивица, добре дојде. Баш ми е здраво што си тука, ние одамна се договараме затоа што кај тебе секогаш има некои новитети, некои промени кои што сакаме да ги испрезентираш пред публиката, ама ете денеска беше денот да ни дојдеш. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Баш ми е драго што сега и го погодивме и терминот и тајмингот и називот како. Затоа што има разлика, така? Има разлика голема, да. Skill Development Basketball тренер. Јас сум сертифициран Skill Development Basketball тренер. Јас се стекнав со сертификат од најдобриот NBA тренер во светот. И ние сме како посебни се разликуваме, иако работиме да речеме многу работи од ситуациони методи, се што се работи во кошарката, меѓутоа обрнуваме внимание многу на детали, на физичка, психофизичка подготвеност, на техничка подготвеност и така натаму, она што е многу битно за наградење на самодовербата и менталната стабилност. Кај сите играчи, поготово кај младите. Супер, ке зборуваме за во текот на емисијата малку повеќе за тоа, меѓутоа ете на самиот почеток сакавме да го објасниме овој момент. Дамата која што многу одамна не ни била, јас се сеќам месеци дали има година, не знам, не ме држете за збор, со која што не сме се виделе, меѓутоа секогаш ми е драго кога не само професионално, туку и приватно се слушаме, затоа што темите се секогаш неисцрпни и разговорите со неа и мене приватно, еве ќе кажам како жена ми се секогаш преубави. Тоа е Анета Коропкина, која што ние најавивме како меѓународен тренер за трансформација, меѓутоа исто така жена која што збори за бизнис, за лидерство, за HR, за мотивација, за пари, така да верувам дека и денеска разговорите ќе бидат доста интересни со неа. Анета, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Секогаш е пријатно да се биде дел од оваа програма, дел од оваа група и се надам денеска ќе имаме прекрасен разговор со многу интересни теми кои што на гледачите ќе им отворат нови погледи. Така е, да, посебно за сите оние кои што ете можеби сакаат да се започнат некој бизнис или пак на сите оние кои што им фали некоја мотивација за да го направат тој еден чекор што секогаш недостига по животот, меѓутоа имаме време за тоа. Би сакала да го представам и третиот гостин, тоа е Новица Трајковски, ликовен уметник, Новица со кој што вака ние прв пат се дружиме овде пред камерите на Здраво Македонија, меѓутоа никогаш не ја забораваме уметноста. Имаме многу талентирани уметници во Македонија и секогаш сакаме да дадеме малку повеќе внимание на уметноста и да ги охрабриме исто и малите уметници, но и да покажеме што се прават повозрастните уметници и поискусните. Добре дојдовте во Здраво Македонија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Инаку е точно дека сме надарена нација, имаме многу таленти. И тие се вистинската светлина и светилникот што ни го покажува патот. Така е, да. Ќе ни зборувате малку повеќе за тоа и во текот на емисијата. Како што спомнав и пред малку, со Цеце ќе бидеме заедно. Цеце, добро утро. Како се снајде ти со Safe City да дојдеш на работа, да прашам сега? Елена, добро утро. Едва дојдов. Малку немаше да бидам тука, сама ќе се зборуваше за гостите, мислам не дека ќе ти беше проблем. Да. Ќе се снајде, ама вистина е хаос од вчера, мислам дека и гостите ќе се согласат, особено оние кои што возат, ни треба дупло повеќе време да стигнеме онаму каде што планираме, но еве јас пристигнав, подготвени сме за денешните гости, ја верувам дека и вие сте заедно со Канал 5 уште од 6:45 и дека ќе уживате и во продолжение во минутите што ни следуваат. Така е, да, затоа што ние рано наутро со гледачите и јас и Роберт зборувавме малку за Safe City, би сакала и гостите да ги прашам, затоа што претпоставам сите дојдоа со автомобил и сите дојдоа на време, никој не задоцни. Еве од Ивица ќе почнам, какво е твоето мислење за Safe City, еве како возач? Така треба. Само дисциплина, само ред и така ќе биде. Ќе се научиме ли на ред? Ќе се научиме на ред. Значи ние како нација функционираме ако има казни, удираат по джеп, нели? Тогаш ќе може да имаме дисциплина, да бидеме нели мотивирани да се станеме порано, да се тргнеме порано и да се дојдеме на време. Многу едноставно. И така треба да биде. И ако сметам дека треба да биде до 60 ограничување, не 50, бидејќи многу е малку, меѓутоа ете, така одлучили тие што се надлежни, тие што се најстручни и претпоставам дека ќе биде добро, меѓутоа мора да има ред. Ред, работа и дисциплина. Тоа го краси едно општество. Ред, работа и дисциплина. Во спротивно мислам дека ќе стагнираме и ќе бидеме на ниво кое што не е Дивиот запад. Тачно.
баш Или А не Индија. чеповели, да. Или Индија. Или Индија, да. За мајка преведе дека имам живеено таму година дена, така да и можам да споредам нели од други земји каде што имам живеене, каде што Safe City веќе многу години функционира. Да, разликата е голема во земјите каде што Safe City, каде што сум живеела и функционирала, има ред дисциплина, како што рече, да, Ивица, има казни за сите, значи нема за мене или за тебе, функционира за сите, додека во Индија искрено ќе ве кажам дека ми беше страф јас да возам затоа што нема ни ретровизори на кои што се гледаат. Значи сите свират, од 3 ленти се прават 6 ленти, така да искрено за мене мислам дека кога има ред дисциплина и кога има познавање на правилата, дека е многу поубаво и попријатно за сите. Така да Таму да ти е страв да поминеш улица, јас како пешак на пример, еве се се ставам да не да може да поминеш. па не би се Подобро не помине. повеќе да не поминувај во никој случај, така да. Добро, јас сум среќа не сме Индија и нема да бидеме со Safe City, мислам дека нема да бидеме. Господине Новица, ваш став за Safe City? Јас немам проблем со тоа. Јас и без тоа секогаш тргнував пред време Браво. и пред време стигнувам секаде. Многу мудро. Така што за мене ова е и добре дојде и не е ништо ново. Браво. Вие како мене, јас порано да стигнам. Јас мене да ме јас да чекам, мене да ме чекаат не Да, сакам. Јас можам мене да да не ме почекам. чекаат, така е. Да не се никој трауми на нас од детството тоа. Да. Не знам, јас сум во такво семејство растен да Се согласувам. секогаш да бидам Да. точен. И не само во времето, и во зборењето да бидам точен. И во мислите. Леле, колку убаво. Значи, ние треба многу емисии со вас да направиме, затоа што знам дека ќе има некои многу мудрости овдека. Меѓутоа, еве, би сакала на дамата да ја дадам предност. Анета, ние она кој што го зборевме и по телефон, кој што би сакала да биде како тема еве за нашите гледачи, затоа што и со вас имаме нели многу теми. Меѓутоа, она кој што вие на кој што најмногу посветувате внимание е односот во или меѓучовечките односи во една компанија. Сега ние не можеме да ги споредуваме македонските компании со светските затоа што вие доста действувате и работите надвор од Македонија, па можете да направите една паралела. Сега да се збори дека ние сме една Швајцарија, една Русија, нели не може, нели зборевме ние менталитетот си има свој удел, законите, исто меѓучовечките односи не се на тоа ниво. Меѓутоа јас гледам дека многу компании полека ги прифаќаат тие некои западни закони, ете така да кажам, и навистина сакаат да внесат една многу позитивна работна атмосфера кај нас во фирмите во Македонија, што е многу позитивен чекор. Малку по малку, меѓутоа јас имам чувство дека одиме напред. Какво е вашето чувство со оглед на тоа што спомнав, многу работите во странство, меѓутоа имате искуство со фирми кај нас во Македонија. Кои се најголемите пречки во македонските компании да имаат да создадат една позитивна работна клима кај нас? Елена, најпрво мислам дека треба да обрнам внимание која е најголемата причина за овој дисбаланс што воопшто нели се случува. Тоа се изменувањето на генерацијски измени на вредностите на кои што живееме. Поради тоа се случува и тој дисбаланс или неразбирање како да се смениме кон нешто друго, кон нешто ново. Постарите генерации има други вредности на тоа кога нели сме доаѓале на работа, работеле, не прашувале никакви прашања, се доаѓало, се работело и се одело дома. Денеска со изменувањето целосно нели што се случува во светот и растот на технологијата, имаме целосно изменување на вредностите. Денеска помладите генерации бараат слобода, бараат флексибилност, бараат јас можам да работам тоа што јас знам и не ми треба ништо дополнително. И ради тоа не само кај нас него и во светот има подолг период на приспособување кон новите измени. Еве, може тотално да тргнеме малце, ќе сменам темата од аспект на самото образование. Така, колку се е сменато во светот, а образованието се уште не е во стариот систем. Не може нешто да се смени од денес за утре. Сега кај нас компаниите имаат потешкоти да го сменат онај стар тип на менеджмент кон новиот,
И затоа имаме малце кај нас малце поспоро оди, ако во светот тоа веќе било почнато порано, кај нас оди малце поспоро од аспектот на тоа дека повозрастните генерации треба да ги прифатат помладите со други вредности, со други насоки, меѓутоа па и помладите треба да ги разберат повозрастните дека не можеш ти преку ноќ да го смениш начинот на кој што си живел, на кој што си функционирал, на кој што си растел. Ако за нас еве да речеме повозрастните било каснењето било неприфатливо, нели, од аспект како сме биле воспитани, денешните генерации добро да се, нели, ако закаснам. Имаат време. Нели, имаат време, така ништо ќе ме почекате. И сега за нас тоа е неприфатливо, за нив е прифатливо и многу треба да се работи на разговор, на објаснување како тие две различни страни може да најдат заеднички јазик за да тргне се понапред. Значи имаме некој генерацијски јас тука кој што мислам дека со години ќе трае чисто само да направиме една промена на вредностите кој што ќе се направи како што тргнало времето, барем јас гледам, меѓутоа треба време. Треба време. Би сакала Ивица еве да го прашам со оглед на тоа што работиш со млади, колку се сложуваш со тоа, колку се денеска младите посветени, еве да кажеме, затоа што во вашата програма, која што е од МБА, значи некој кој што навистина работел и бил доста успешен и е успешен во светот, нешто се работи и во Македонија, колку младите се денеска пофлексибилни и поразлични од тоа, еве да речеме, Ивица кога бил мал? Па добро, тогаш имавме многу поголема љубов за работа. Идевме и по дожд и по снег, не ни беше проблем да идеме на тренинг, да работиме и да бидеме секој ден на тренинг. За разлика, мислам дека од денеска социјалните медиуми си го направија своето, повеќе деца нели обрнуваат внимание на социјални медиуми и се тоа што се случува таму. И сметам дека таа разлика што ја спомна и Јанета, дека тешко ќе се надмине затоа што сите знаеме се и се што. Уствари многу работи не знаеме, треба да учиме. Да. Значи не е проблем да се научи ден денес без разлика кој да каже дали знам повеќе помалку. Јас постојано сум отворен и постојано сум флексибилен за примање информации нови, затоа што комуникацијата моја, да ти кажам искрено, е дел со европски тренери, меѓутоа исто така со skill development баскетбол тренери. Еве сега можно е, се обидуваме да донесеме еден NBA тренер во Скопје и муабетот ни беше дали да го донесеме тренерот, да не ни кажат, ајде што ќе ми каже овој мене. Ме разбирате? А тој е тренер на Леброн Джеймс, како да ви кажам. Значи ги тренира Ентони Дејвис, Кајри Ирвинг и така натаму. Значи тоа е елитата на светот, да. Така да мислам дека треба малце да се спуштиме на земја, да не кажуваме дека се знаеме, затоа што ако се знаеш, уствари на крајот ти испаѓа дека ништо не знаеш. Подобро фокусирај се кон целите и кон една работа и кон една тематика. Прима информации што повеќе за да може нели да бидеш поуспешен. Еве каде и да идам често во Грција, и во Солун бев, и во Атина бев со играчи на Панатенаикос и на Олимпијакос. И искрено да кажам, јас бев воодушевен како тие не примија таму. Значи не сакаа да не пушта да си одиме дома затоа што беа задоволни од начинот на тренирање, посветеноста. Зашто ние skill development баскетбол тренери трчаме. Ние трчаме по нив, ги браниме, нема седење, нема вкрстени раце и нема гледање од страна. Значи цело време е барабар со нив. Значи треба да си технички спремен, треба да си кондиционално спремен и треба да си нели ментално подготвен за да ги припремиш играчите на едно повисоко ниво. Така е. Би сакала и господинот Новица да го прашам со оглед на тоа. Само сакам да ве прашам дали сте работеле некогаш во компанија, затоа што нели вие сте уметник, си работите соло и дали може ве прашувам за да направите некоја компарација, на пример ако сте работеле во компанија, каква била атмосферата или затоа што вие сега работите нели самостоен уметник, што е сон денеска можам да кажам не на многу млади, можеби не на уметност, но меѓутоа си работам за себе, да си бидам свој газда, нели јас да си ги поставувам правилата во тој правец. Јас од секогаш ја сакав слободата, исто како и Ивица, добив информација од сите страни. И најубавото го користев во моја полза. Да, имам работено неколку месеци, тоа е златарата Рубин Кармин. Тоа беше период кога бев принуден да барам работа и јас барав работа да не најдам работа. Како може би и денешните млади. Да. И ете, најдов некоја работа како дизајнер во златарата Рубин, имав голема канцеларија, а не работев ништо. Цело време седев сам во натаму. Па сте го нашле тоа што сте го барали? Ама јас не го барав тоа, јас ги молев да ми најдат работа да работам.
И некако дозна мојот професор, иначе сум од класата на почитуваниот Димитар Кондовски, тој дознал дека сум се вработил, знаејќи го мојот карактер и како негов студент и ученик, тој дојде кај мене и ми вика: "Што имаш ти направено, бе?" Му викам: "Знаеш ли каква белја имаш направено?" "Не знам, бе," викам, професоре. "Па си се вработил," ми вика. И сега огдам не ми беше јасно. Тој ми вика: "Ти давам рок 6 месеци да издржиш. После тоа ќе избегаш." Јас не издржав ни 6 месеци, само 3 месеци. Толку ли беше? Толку беше. И реков, мојата слобода ми е позначајна од сите пари на светот. Браво. Да, и сега од тогаш не Од сте работеле тогаш во навака фирма? сум слободен уметник, а можам да кажам дека работам многу повеќе од сите други. Обично е така. Да. Мислам дека Јас тоа е така. нешто Јас немам е... термин. Навечер, 12-1, кога ќе ми се запали сијаличката, тогаш... Да. И е многу потешко, нели, сите викаат: "Абе, ја да работам сам за себе, па јас ќе си ги менаџирам." Не, ти ако работиш сам за себе, Така немаш е, работно така е. време, она кое што го Така е. кажавте. Ама е величествено, знаеш дека тоа се твои заработени пари, немаш некој тутор, некој на главата да ти стои, да ти свети, да ти... Што ќе си спечелиш, тоа си е твое. Да. Колку имаш, толку имаш. И фала му на Бога, еве, жив и здрав. Браво. Мислам, не би се вработиле никогаш, доаѓа мислам, пред сега веќе нели сега, тоа да. било одамна. Меѓутоа, јас мислам дека, еве, и вие може ќе се согласите со мене, кога еднаш човек ќе го вкуси тој дел од колачот, еве да кажеме уметнички да се изразам, велат дека никогаш после нема да се врати на старо. Предпоставувам и кај вас Да, било да, така, затоа што не сте се вратиле никогаш. Да. Така е. Супер. Анета, еве како некоја што исто работи сама за себе, што ќе каже на оваа тема? И зошто е денеска толку посакувано младите да не работат за компанија, затоа што еве денеска не можеш да најдеш работник, мислам сите се жалат, тоа е веќе општо познато. Најверојатно ќе го означам делот дека прво карактерно треба да си таков, затоа што не сите се спремни да направат таков ризик и таков чекор да работат самостојно, затоа што како што кажавте, не е така лесно како што нели сите мислат. Добро ќе работи сам за себе. Да, сам треба да стане, сам треба да спечели, сам треба да си најдеш клиенти, сам треба да се представуваш, значи не е толку едноставно. Затоа викам карактерно е многу важно да знаеш што сакаш. Ако си спремен на тоа да одиш сам да се бориш и да работиш, секако повели. Од една страна да, ја имаш слободата, меѓутоа од друга страна како што кажавте, никогаш работните сати се 24 Бесконечни, да. или бесконечни, Или така да 48. или 48, да? Затоа што знаеш дека од тебе зависи дали ќе си спечелиш плата или не. Од друга страна, доста луѓе се квалитетни, меѓутоа не сака да го земат тој ризик сам на себе и работат во компании. Тоа е исто во ред. Значи нема ништо Дали лошо. можеби не веруваат доволно во себе, па си влегуваат во нека комфортна зона каде што еве ќе се работам јас во компанија, ќе се земам 500 евра плата, не треба нешто многу да се давам, да се трудам, тоа е тоа. Не. Значи, земајќи во превед дека имам работено со многу квалитетни луѓе на многу високи позиции и баш имаме правено молба за тоа, пример, зошто не би излегол сам да работиш. Едноставно, значи, они кажуваат, јас не сакам да се замарам со тоа, нели, да барам клиенти, да барам пазари. Мене овде ми е убаво од аспект на тоа дека јас вложувам и работам во работата, растам, се развивам во компанијата. Има, нели, ако земеме, има многу примери, има луѓе кои што во хотелиерството. Од келнери имаат станато генерални менаџери. Да, но тоа се компании во кои што постои можност за раст. Да. Има работни места кои што тоа ти е работното место, не можеш ништо повеќе. Тоа можеби тука повеќе се раѓа желбата да направиш нешто повеќе, нешто за себе и да бидеш сам свој Ами газд. компанијата треба да те бутне, што викаме ние малку. Се согласувам со тоа, нели има некои компании, тука и тоа е тоа. Да. Ако си задоволен, окей, ако не, смени се компанија или работи се приватно. Ги има тие моменти, значи пазите, имате позиции, пошто работам со многу разнични или позиции, имате позиции на кои што самиот човек ве кажува, да, јас
Психолошки, да речеме интелектуално сакам да се развивам, компанијата сакам да вложува во мене, меѓутоа работната позиција мене ми е одлична. Имав ситуација уште пред многу години каде што бармен, одличен бармен, кој што гостите го обожаваа. Значи, мислам, баш онака ја гледаш енергијата кој што младиот дечко ја имаше на таа работна позиција, решија да го стават менаџер. И тој не среќа. Да, ама вика, јас не сакам да бидам менаџер. Значи, не сакам, значи мене ми е убаво бармен, мене ми е убаво да си правам обед со гостите. Да, го гледате, значи дури и платата му е повисока и не сакам. Вика, јас сакам да се развивам во аспект на барменството, да учам нови коктели, презентации, како сето тоа се прави. Меѓутоа, мене ми е прекрасно сега и овде да си разговарам со гостите, а многу интересно затоа што на некој начин бармените па знаат и нели психолози да бидат кога доаѓаат гостите. На шанко ги сетнеш таму, па Исто како фризерите. животни приказни му ги кажеш. И затоа имате ситуации каде што луѓето сами не сакаат да речеме позициски да напредуваат. Меѓутоа тоа не значи дека интелектуално не сака да напредуваат, да учат нови работи за својата професија, како да ја направам поинтересна, поефективна, подобра, меѓутоа позициски не сакам да растам. Ова е тема за обсервирање, затоа што па да, навистина и многу интересна тема и можам само да ве пофалам, секогаш сте на буквално без спремање, без ништо на ниво вас дека како водителки. Секоја чест, супер се согласувам јас со Анета и нели со сите вас, јас излегов од комфорт зоната. Тоа сакам да прашам затоа што ти си еден од тие кои што не остана на тоа каде што ниво каде што нели имаше шанса да останеш. Тачно, да, јас бев екипен тренер и нели условите не беа како што треба, се некој ти наредува, се некој ти кажува, а сам по себе знам дека сум енергичен, знам дека сум хиперактивен и дека можеш многу повеќе. Многу повеќе и дека не ме мрзи ништо да направам. И ја ќе кажам една фраза, comfort zone is uncomfortable. Значи, комфортната зона не е комфортна, да се разбереме. Да. И реков, зошто кога имам способност и за учење и за надградување, јас да слушам некој трет. И како излегов јас од комфорт зоната, на почеток почнав да се работам нели со многу клубови и како почна наезда на играчи од не само од Македонија, од страна, од Европа, од Балканот и тука почнува љубомората да те буткат надоле. Меѓутоа мора да веруваш во Бога, мора да веруваш во себе и да направиш нешто што ти го сакаш. Затоа што секогаш овде мислам дека може ќе се сложи Анета и господинот Новица, па и вие, дека мислам дека Балканов е најтежок за успевање, поготово Македонија, затоа што она што го спомнате за компанија, ти рече треба да те побутне, да те бутне нагоре или надоле. Лидерите буткаат нагоре, шефовите, босовите буткаат надоле. Middle management. И она што е многу важно, пошто навлегувам во тој психолошки и спортски момент и многу ми е битно тоа и ги следам овие светски и мотивациони говорници и спортски психолози. Обкружувањето ваше е многу битно. Ако се обкружиш со луѓе кои темите ги наметнуваат за успех, за раст, за некаква соработка, тогаш мислам дека и ти ќе успееш. Да, со кој што можеш заедно да растеш. Тачно, да. Така да мислам дека тоа е една од клучните компоненти како би ти пораснал, а иначе многу луѓе ќе се согласам со Анета дека немаат храброст да направат првиот чекор заради коментари, вакви и такви. Еве сега имав едно видео, иде 225.000 views, прегледи. И коментари од Не, и коментари од кувај тренер ваков таков и се објаснуваме, најнормално, најкултурно се објаснуваме, му кажувам све полека, моментално биомеханика на тело, локомоторен систем како е и он више тука стопираше и ми прати војс порака, коуч извини, гледам дека имаш големо знаење, извини што ти реагирав така. Разбирате, ако сте спремен вие, отворен, одговорен за себе, за учење, за нови работи, тогаш мислам дека не е проблем. Секој ќе каже нешто за тебе. Помини на улица било кој ќе каже. Сврти го капчето на страна ќе каже. Така да мислам дека тоа не е проблем и уште една работа ќе ти кажам, во Солун го носиме NBA тренерот. Не знам за Македонија дали ќе го донесеме, во Солун ќе го донесеме во јуни NBA тренерот од светска класа, што ти кажав дека ќе работи. Мислам што работи. За Македонија се уште не се договоривте како ќе реагираат децата. Не тоа, него он за еден камп не доаѓа. Значи стварно е човекот е он е 53 години, а работи како да има 30 години. Значи енергичен, спремен и така натаму. И доаѓа во Солун затоа што има уште повеќе градови во Грција каде што го викаат. Овде само за еден град не прифати да дојде. И сега би побарал некој друг да видиме како ќе биде одзивот, а мислам дека ќе биде
многу добар. Така, кога зборуваме за верба во себе, нели она кое што е клучно кога зборуваме нели за успех, би сакала исто господинот Новица да го прашам, сигурно сте имале можеби, еве сте дале отказ нели во компанијата кај што сте работеле, знаете дека имате талент за цртање, на тоа сакате да се посветите. Имаше ли некој момент како во стил леле сега што ќе правам? Леле кај ќе оди мојот живот? Така на недоверба во самиот себе. Кога дојде време да дипломираме, му поставивме едно прашање значајно за нас на нашиот професор, Димитар Кондовски. Еве завршуваме со студии, излегуваме на улица. Веќе не сте вие, нема никој околу нас. Сме сами. Што да правиме и каде да одиме? Навистина, кога дипломиравме, полни со желба да бидеме некој, нешто, да се надпреваруваме, да покажеме, да докажеме. Што каже Ивица, ќе се соочите со многу сопки, многу настани, случки што се болни за вашата желба. Да. И тоа беше она прекршувањето кај мене, кога реков повеќе немам потреба да се надпреварувам и не се надпреварувам со никого. Точно знам кој сум и што сум. Бидејќи многу прашалници имав, знаејќи кој сум и што работам и каде припаѓам, а сепак нешто се случува што не можам да одам напред. Кога ја сватив суштината што е и како е, реков, до тука е. Од сега натака сум сам со дело Боже. Одам по неговиот пат. Значи сте се препуштили, обично викаат луѓето кога ќе се препуштат, тогаш им се отвара патот. Се препуштив и верувајте, кога ќе престанете да се надпреварувате, затоа што тоа навистина е голем терет и товар. Кој ќе си ослободите душата, тогаш навистина станувате птица и летате, нема граници. Точно. Многу кажам, да. Анета, од психолошка гледна точка, мислам, еве и јас, еве и сигурно и Цеца, сите сме го почувствувале тоа едноставно, кога ќе се препуштиш и кога ќе се викаш, кога нема да имаш конфликти сам со себе, она кој што го кажа Новица, тогаш ти се отвара патот. Се согласувам. И најголемиот, најверојатно ќе кажам, лично за мене и како сум се гледала во животот, дека самата себе во гледало кога ќе се видам, тоа ми е личноста со која што јас би сакала да се надпреварувам. Колку сум подобра како човек, како мајка, како другарка од вчера. Да? И ќе се согласам со Ивица дека Балканот е дефинитивно барем на оние простори, пошто имам живеено на 3 континенти, 7 земи, сега работам со клиенти од 14 земи. Искрено ќе кажам дека Македонија е една од најсложните, ајде да не биде тешка, нели? Сложна за работење, за изменување на онај менталитет, како беше на Македонија, да ме умре на козата на комшијата. На комшијата. Да, или ете така, значи ја нема она поддршка, Ивица што го зборуваше, онај круг на луѓе каде што ти знаеш дека можеш, сакаш и слободен си да грешиш, така, меѓутоа никој нема да те осудува. Кај нас како менталитет, ние чекаме некој да сгреши, ние чекаме, не ловиме, да? Зошто сме такви? Кога треба да се научи тоа? Па искрено, Цеца, јас еве многу работам на изменување на мајндсетот или свесноста на луѓето, почнувајќи од лидерите, почнувајќи од лидерите на компаниите, да знаат дека многу зависи од твојата енергија и што сакаш ти да представиш на другите. Значи, јас земајќи во пред тебе, тргнувајќи од дома, од кирка ми, јас сабајле кога станувам, не сакам да излезам од дома со лутина, со нервоза, сакам да излезам во една убава енергија за целиот ден убаво да ми тргне. Па дури на патот, нели, еве некој да ми пресаче пат, ќе се насмеам, кажам, добро, му се брза, што да правиме, еве, ајде, пушти го, добро. Нема што да направиш. Нема што да направиш, значи, сепак контролата е внатре во тебе. Ако дозволуваш надворешната средина да реагира или да те контролира како ти ќе се чувствуваш внатре, најверојатно, да, Новица немаше никогаш да го направи, да го нацрта она што го нацрта, затоа што многу луѓе ќе кажат, што е ова, шум, дека, а ние одма се најдовме дека тоа се многу убави високи вибрации, фреквенција на која што сепак треба да си на едно повисоко ниво. Така да имаме многу за работа, од аспект и на
културата, како што викаме, и на спортот, да од младите да ги потикнуваме да бидат, да се не преваруваат со себе, со она што тие се, а да не гледаат нели надвор другите кои што како прави и зошто прави. И барем за мене лично да се научиме да поддржуваме. Значи кога ќе видиш пост, кога некој нешто направил, кога имало некој успех, што и да е, стави едно срце, стави еден лайк, поддржи го, затоа што кај нас гледам дека обратно. Кога се зборува за нешто лошо, први сме, а кога има некоја победа, некој убаво, многу некако. Да. Чекај, ајде го поминам. Да, некој друг успеал, не сум јас. Да. Next. Да. Не е така. Да. Значи тоа е она на кое што длабоко треба да се работи, меѓутоа мислам дека самата економска, политичка, територијална клима има влијание големо. Така да се надам дека многу повеќе луѓе ќе бидат вакви, ќе го спроведуваат, ќе го проповедаат, она за да тргнеме малце повеќе да се поддржуваме еден со друг, да се бодриме и да сакаме да секој од нас да успее во својата насока. Во твојата насока, така е. Новица, кажете ми што вие како вие би го именувале вашата уметност? Што сликате? Љубов. Преубаво. Тоа ја очекував да го слушнам. Затоа што читав едно интервју каде што зборувате дека во секоја ваша слика, во секој ваш пейсаж, портрет, или што и да сликате, е вметнато парче од вашата душа. И мислам и тоа се гледа и се познава и тоа ве прави различен. Ќе ги видиме фотографиите малку подоцна во вториот дел, ете гледачите да видат. Меѓутоа, како вие би го карактеризирале она кој што го правите, освен љубов? Како, мислам, инспирација, тоа е клише, кај многу инспирација, нормално секаде има инспирација. Меѓутоа, што ви се случува во главата додека сликата? Секогаш ме интересирало тоа кај уметниците. Еве, за да ти го кажам одговорот, ти морам малку да се вратам назад во детството. Така. Ние, како деца, еве и сега ги следиме и нашите деца и внуци, колку логично размислуваат надвор од шемите материјални, што кога ќе пораснат, ќе им бидат кочница, уствари, во суштина. Истиот бев и јас. Меѓутоа, може и малку повеќе надарен за да ги гледам некои работи, бидејќи тоа ми беше и некој почеток за она што ќе го работам понатак. Имав многу прашања, на пример, зошто луѓето се различни? Или зошто немаме комуникација со живиот свет? Исто како што животните имаат комуникација меѓу себе, разговараат, зошто ние не можеме исто со нив да разговараме и да го разбираме и нивниот јазик? А гледаме дека они нашиот јазик го разбираат и разговараат со нас. Исто и со природата, со растенијата, со све. Земјава ја гледав како живо суштество, како ние што сме живи и таа. А зошто ние се понашаме према незе како некој предмет што треба да го употребуваме и злоупотребуваме, кога истата таа природа ни дава све. Од плодови, воздух, вода, имагинации, нели, и тоа ни го дава без пари. А ние го употребуваме и злоупотребуваме. И уште мал милион работи што не ми беа јасни. Мисле дека возрастните ги знаат одговорите, бидејќи се возрастни, а не ги знаат ни тие. Во тоа време мислев дека тоа е толку нормално и дека цел свет така функционира. Ма сега во овие години, кога гледам што е причината и што е работата, гледам дека не е така. Дека ние навистина сме ги имале тие во нас вродени работи и да комуницираме со природата воопшто, со растителниот свет, со земјата од кај што живееме, се храниме, со животните. Например, многу проблематични се самите луѓе. Разговараш со некого, тој едно ти зборува, друго мисли, трето работи. И оди најди му го крајот. Нели? Тогаш сватив дека уствари најубавото нешто и поради кое вреди да се живее, да се твори, да се работи, е љубовта. Кој ќе се предаете на љубовта,
поточно божествената љубов, како што реков преска, тогаш веќе нема да постојат ниту граници, еве, например, за птиците, за ветерот, за музиката, не постојат граници, не постојат пасоши, не постои, ништо не постои за нив. По чему за нас да постои? Нели ние сме дел од овој систем? Нели ние како човечко суштество се сметаме за најсовршени? А испаѓа обратно, дека сме Не сме. најлошите. Што го предизвикало тоа да дојде до тоа и да се случи тоа? И повторно се враќам на љубовта. Кога целиот свет би бил љубов, кога сите во еден з нив би кажале љубов, целото ова, сите проблеми, како мега се клони се. И ги снема. Што убаво. Да. Така е. Преубаво Тогаш се враќам, објаснување да. и преубав одговор на моето Тогаш прашање. се враќаме во онаа првобитната состојба, нели створени сме налик на Бога, ако сме створени налик на Него, тоа е светлина, тоа не е материја. Тогаш го отврдаме ова материјално тело, кое е подложно на болести, на трауми, стравови. Тоа си навистина слободен. Ти си светлина. Не ти треба ништо, ни облека, ни апсолутно ништо. Ти и креаторот. Поточно заедно со креаторот. Одличен одговор. Ова вака да го очекував подобро, не можев да го тоа е добијам. моето сликарство. Одлично, да. Кажав и на гледачите, еви во вториот дел имам и фотографии, тука исто имаме и нешто кое што би сакала после да го покажеме, затоа што сега немаме време, би сакала да И сите пораки во најавам. моето сликарство се токму тоа, да бидеме љубов сите. Да, преубаво. Сте имали многу изложби, ќе зборуваме малку повеќе за тоа во вториот дел, би сакала да најавам овде еден краток блок на реклами, останете заедно со нас, се враќаме за кратко.